Само за момент. Добро, можеме да почнеме, Милош. Ајде, добар ден, Ицо. Добар ден до тебе, до сите твои гледачи. Ти благодарам уште еднашка за поканата. Само да те представам за нашите слушатели кои ќе го емитуваме и на македонската радио програма. Милош Милошевски, почитувани македонци, од Инфомакс беше директно, односно учествуваше, пренесуваја во живо и јас нивниот лайв стриминг го пренесував исто така преку радиостаницата, што имавте можност да го видите тоа што се случуваше во Охрид, и затоа интересно и сакав да го побарам Милош, мислев дека и во тој момент во Охрид ќе биде достапен, но беше презафатен. Најнапред, Милош, јас те забележав некаде се качуваше по скалите, на балконите таму, меѓутоа не успеав да разберам што се случи. Јас заедно со мојата не влеговме внатре во бугарскиот клуб. Веројатно ќе треба да се паркирате негде, Милош. Сакав да поразговарам малку со тебе, кој што... Милош, ќе треба да се паркирате. Ќе треба да се паркирате, ми се губиш се губи интернет. Ицо во моментов немаме каде можеме да застанеме, бидејќи го возиме патот Охрид Скопје и нема ни проширување, единствено дури на стража не сме баш блиску, така да мислам дека сега не би требало да има проблем понатаму во конекцијата, бидејќи имам добар интернет. Добро. Тоа што сакав да ти го кажам, сакав да поразговарам малку со луѓето кои што беа таму на отварањето на клубот, бидејќи сепак се работи за еден нацистички водач од Втората светска војна, говорам за царот Борис, кој што бил дел од Сојузот тоа време, ги носи сите оние закони кои што ги носи нацистичка Германија, кои што се нели расистички, кои што се антисемитистички, кои што се занимаваат со еугеника, со ариевската раса и така натаму, со што де факто Бугарија учествува во Холокаустот. Е директен учесник во Холокаустот. Знаеме дека 7000 евреи од Македонија се депортирани во логорот на смртта Тревлинка од страна на тогашната бугарска окупацијска сила во Македонија. И тоа е извршено директно под наредба на царот Борис. И јас отидов таму кај овие бугари од Македонија, да им посочам слики на кои што се наоѓаат Адолф Хитлер и царот Борис. И да ги прашам дали овие луѓе се согласуваат со политиките на Адолф Хитлер. И она што мене најмногу ме шокираше, верувам и гледачите, бидејќи има едно видео на кое што одлично се слуша, со кој што разговарам со еден бугарин од Македонија, тој ми вели Адолф Хитлер бил фин човек, Адолф Хитлер бил одличен човек, да не бил Адолф Хитлер, светот немало да напредува. Воедном кажа дека било подобро 100 пати да кажеме Зиг Хайл, отколку еден ден да бидеме под руска чизма, и тоа Се слушаме, Милош? Ми се изгуби. Ало?
Ајде додека се вклучиш повторно, јас Кај мене просто и кај мислам кај гледачите предизвика шок и неверување. Значи вие со тоа што ние ги нарекуваме фашисти, тоа. Немаат Добро. проблем со убивање на македонци, евреи, роми. Добро, ако нема тие проблем, ајде да речеме купени се со пари, ако не можат со пари, со многу пари се купени, како реагираат овие од власта и СДС и УЧК? Од СДС и УЧК убава дефиниција, да, Дејцо, СДС и УЧК побараа од македонскиот народ да се воздржи од негативни реакции, од се што може да биде искористено против Македонија, бидејќи нели единствена наша стратешка цел е членството во Европската унија. Тоа го побара и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Денеска единствени кои што протестираа против, имаше доста, морам да ги поздравам, симпатизери на ВМРО-ДПМН од Охрид. Имаше две пратенички од ВМРО-ДПМН од Охрид кои што присуствуваа на протестот пред клубот, но тој протест го организираше јавно левица, нели? Да, додека повторно најдеме мрежа, ќе кажам јас неколку зборови за нашите дека протестот партија Левица. Да, не само јавно, нели за секој пријави настанот во полиција, значи тоа е во нивна организација завршија во бугарскиот клуб. Да, протестот беше организиран од Левица, доста јајца завршија внатре во клубот. Граѓаните на собрани го изразија својот револт, не сака нели да има опасност некој да повредат, со јајца фрла. Пошто бугарите кои што беа на терасата на објектот се повлекоа внатре во клубот, потоа полицијата ги извлече преку задниот плес под силно полициско присуство и во кратки црти тоа се случуваше денес. Ова е уште едно понижување за македонскиот народ. Схврнавање на сите идеали и постулати на кои што почива македонската држава. Оние идеали на Асно, на кои што се темели македонската држава, денеска беа погазени. Јас го прашав председателот на клубот, викам зашто не го како се вика? Па не можам сега точно да се сетам. Предавник. Да, ќе пробам во текот на емисијата на гостувањето да го најдам неговото име. Го прашав директно, викам зашто не го крстивте клубот, не знам, Васил Левски или било кој друг бугарски херој, нели? Нема проблем кој сака да отвори клуб во Македонија и да застапува некакви интереси, да прави дружби, да организира. Зашто, викам, мораше на цар Борис, човек кој што, еве го на сликата му го покажа, викаме сликан со Хитлер. Му покажа слики од убиствата, од зверствата кои што ги правеле бугарскиот фашистички окупатор во Македонија. Му покажа слики од возовите со кои што ги носеле евреите во Треблинка. Викам, зашто овој човек имате потреба да го славите? Викам, се согласувате ли со политиките на Хитлер? Имаше еден тамо постар господин со качкет кој што седеше, вели, да, вика, се согласуваме, не само ние го поддржуваме Хитлер, цел свет го поддржува. Да не бил Адолф Хитлер, светот немаше да напредува. Тоа го тврдеше господинот и вели, ние уште во нива ќе бевме да не бил Адолф Хитлер. Јас видов кај тебе нешто имаше проблем со камерата, некој ти се спротиставили да снимаш, ти забрануваја? Да, тоа беше полицијата која што ме легитимираше. Предпоставувам сакаа да ме приведат. За среќа, Боро има доста искуство, еве го до мене во моментов вози. Боро има доста искуство. Да, ја сврте камерата кон мене за да се види што прави полицијата. Јас им реков одиме во живо и се тргнаа, пошто началникот се обиде да му ја тргне, да му ја одземе камерата на Борисов Столковиќ, на мојот снимат. И тоа беше во кратки црти што се случуваше. Значи полицијата буквално
со жив штит го бранеше фашистичкиот клуб, нацистичкиот клуб на царот Борис. Мислам, ова е една таква... Да, ова ли се европските вредности, Милош? Па исо ги видовме, мислам дека не само македонците, мислам дека на сите, на цел свет веќе му е јасно кои се тие европски вредности. Ние полека, но сигурно не се движиме кон неофашизам и неонацизам, него отворен нацизам и фашизам, нема разлика помеѓу овие луѓе и оние луѓе тогаш како што биле членувале во СС дивизиите, кои што ги биле чувари во тие логори на смртта. Нема разлика. И со истите луѓе се, ни се враќа таа фашистичка, нацистичка идеологија на голема врата во Европа. Нема никаква. За споредба да направиме овој пат, жестока беше реакцијата во Охрид отколку во Битола, нели? Па да, види, во Битола имаше исто така организирани протести, имаше народ кој што свиркаше, кој што чуеше, но таму имаше полициски кордони кои што не дозволува народот воопшто да се доближи до културниот клуб, со оглед на тоа што на отварањето на тој клуб присуствуваше тогашниот бугарски премиер Кирил Петков. И тоа беше причината зашто тогаш немаше, да речеме, ваква реакција од страна на македонскиот народ. На сите ни врие. Јас кога пристигнав пред клубот, добив едно чувство внатрешно на гадење. Кога го видов бугарското знаме, кога го видов знамето со цар Борис, и тоа цар Борис не збориме во свечена униформа, туку во воена униформа со нацистички шлем, каде што нацистички поздравува. Тоа се мафташе такво знаме среде Охрид. Да, во црно знаме некако беше така. Забележав на снимки, на вашите снимки. Јас сум буквално во шок како да живееме во 41 година. Реакција имаше од Мизрахи. Па имаше, да, од еврејската заедница има повеќе реакција, ама јас не знам веќе со реакции што ќе правиме, не знам до кај се движиме, сите ќе збориме, ќе кажуваме, никој ништо во суштина не прави. Сега државата се уште не ги забранува овие клубови нацистички, не ги забранува нивните имиња. Опозицијата не знам што прави, повикува на смиреност. Ние сме во некое лимбо. Знаеш како велат, го кажале некои луѓе попаметни од мене, велат затворот, човековиот затвор започнува во умот. Ние сме затворени во умот. Ние сите се плашиме да реагираме, да не се налути некој, да не навредиме некој, да не отиде некој во затвор, да не плати казна, да не изгуби работа. Ние сме веќе под окупација, ама таа окупација започнува не надвор на улица кој ќе искочиш, туку таа окупација започнува во нашиот ум. Ние самите си капитулиравме. Капитулиравме пред сите овие предавства на власта. Капитулиравме пред нашите вековни непријатели без испукан курш. Не изгубивме вакви договори, може би се подпишувале, зборам и за преспанскиот, зборам и за бугарскиот, може би се подпишувале во време кога некоја држава ќе загуби војна. Ние сега без испукан куршум, со единствена цел влез во НАТО и ЕУ, ние се откажавме од сите македонски национални интереси. Кога говорам ние, говорам на македонската политичка елита, говорам за македонските политичари кои што раководат со институциите и со политичките партии. Сега ќе чекаме да ни дозволат референдум. Па луѓе, гледајте со кого си имаме работа. Гледајте со кого си имаме работа, со нацисти си имаме работа. Тие луѓе ќе ти дозволат да гласаш слободно. Или на уставот ќе падне, или во суд ќе падне, нема нигде да падне. Види, јас можам само да кажам една реченица, не го знам името на една жена од црно потекло, африканско потекло во Америка, вели, јас успеав да ослободам 1000 робови. Ќе ослободев уште 1000 робови ако знаеа дека се робови. Тоа се однесува на нас. Така е. Па види, има една теза, вели, зашто Мојсей
100 години шетал низ пустината. Вика, чекал да умре и последниот човек кој што бил роден како роб. Бидејќи со робови не можеш да правиш слобода, не можеш да градиш држава, не можеш да градиш општество. Едноставно, подчинетоста која имаме кон луѓе кои што не вредат ни 5 пари, не донесе до тука. И Добро, кој е спремен за борба и на македонскиот народ ќе тргне позади него. Така, меѓутоа видовме демонстрациите како беа истушени како балон. Македонскиот народ реагираше нормално добро, реагираше, но на крајот дојде Урсула ван дер Лајн, како се викаше, таа дојде и да народот го упатија, го вратија назад. Ме интересира сега доаѓа 11 октомври, ваше мислење, Инфомакс сте вие доста интересни новинари и исто така порталот е интересен. Ќе прославите 11 октомври заедно со нацистите? Јас мислам дека ќе дојде модерниот 11 октомври, овие нацисти ќе бидат првите кои што ќе кажат тие од прв ден бевме против нацизмот и фашизмот. Така ќе дојде нов 11 октомври. Не се сомневам во тоа. А овој 11 октомври ќе го прославиме како и секој. Тоа е голема победа за македонскиот народ. Тоа е почетокот на нашето ослободување. Ама морам да потсетам дека и тогаш кога се напаѓале бугарските учестоци, не биле многу луѓе. Дури тоа се луѓе кои што веројатно многу ретко, јас не ги знам, искрен ќе бидам, не ги знам нивните имиња. Не знам кои први пукнале на бугарските учестоци. Не ги знам. Ама тие луѓе пукнале во сегашна Република Македонија, да, меѓутоа во Пиринска Македонија беше Парапунов и Никола Парапунов и Иван, презимето не се сеќавам. Таму прво пукнаа тие против фашизмот или нацизмот во Македонија, во Пиринскиот дел. Потоа беше во Прилеп. Вие подобро како историчар и знаете овие историски факти, но тоа е моментот кој што сакам да го потенцирам и да му порачам на македонскиот народ да не се обесхрабрува, бидејќи секогаш бира малце. Оние луѓе кои што ги почнале промените, оние луѓе кои што направиле некаков историски чин кој што останал запаметен до ден денес. Секогаш биле малце. Ама кога ќе тргне лавината, нема запирање. Нема запирање и ова зимо, кога ќе дојде економската криза, кога ќе видиме, знаеш како, ова е стрес тест кој што едноставно ги вади на површина тињата, го вади. Се тоа што било лошо, се што било трулеж во македонската држава ќе го извади на површина. Да, како македонскиот народ после овој страшен период, тежок период, многу полесно ќе може да процени кој е со него, кој е за него, кој работи во негов интерес, а кој не работи против негов интерес. Кога ќе нема струја цела Европа, кога ќе нема газ, кога ќе нема, не знам, основни, нема да има со што да ги задоволиме основните човекови потреби, ќе видиме кој ќе ни помогне. Ќе видиме кој ќе ни даде. Еве да ви помогнам само за слушателите наши и веројатно преку Фејсбукот и Јутуб ќе слушнат и во Македонија. Газпром преку Србија, нашите тука министри таму ги слушав и некои други и медиуми лажат. Толку многу лажат што ќе земеле од Србија газ. А не е тоа, тие се толку недоветни. Ама се лутам на нашиот народ што им веруваат. Каков газ ќе му даде Русија преку Србија да препродава во Македонија? Не е возможна мисија таа. Ицо, јас мислам дека ги преценуваш дека некој веќе им верува. Јас мислам дека на наредни избори најголемите македонски политички партии ќе се соочат со реалност. А реалноста ќе биде да биде мртва трка кој ќе успее да надмине 200.000 гласови на наредни парламентарни избори. Зошто?
Бидејќи толку пати не излажа, толку пати не оставија на целило, толку пати не предадоа, што веќе само оние кои што имаат можеби личен интерес или чисто да кажеме навивачки, како што јас тоа го објаснував во емисија, како да навиваат за, не знам, за Манчестер и за Арсенал, или за Манчестер и за Ливерпул, или за Челси и за Арсенал. Подобро вака да ги наречиме црвената боја и ќе ги оставам да ме лажат. Не лажат 30 години. Доста беше лаж. Да, апсолутно. Тој што верува, тој е будала. Па сликовито можеме да кажеме тоа со Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, тие се во еден град. Да. Едната партија, да кажеме, се едните, другата партија другата, но со стотина години ги имаат двата врвни клубови во Англија. Јас се надевам дека 11 октомври ќе помине во знакот на одлуките на Асном и дека нема овој фашизам кој морам да кажам и јас, еве и вие дополнете, дека веќе фашизмот и нацизмот во Македонија влегува и се тестира на голема, на широки врати. Ова е сосема спротивно на европските вредности. И никој не реагира. Ичо, јас не сум сигурен дека ова спротивно на нивните вредности. Луѓето сега нели оние што се запишани, Милош? Знам бе, Ичо, ама ако видиш кој денеска раководи со Европа, чии деца, чии внуци се овие луѓе, почнувајќи од фон дер Лајен до Столтенберг, до било кој. Да. Од тие истите оние кои Милош, јас чиво да ти внук сум. Ичо, извини, само ќе те прекинам. Ова што се случува во Македонија е нацизам и фашизам спонзориран од бугарската држава. Не успеавме да ги снимиме на камера, но на една од видеата што ги објавив и кај мене на Facebook профил се гледа, имаше бодигарди кои што претпоставувам беа од бугарската амбасада и ја штитеа бугарската државна делегација. Тие луѓе беа на отварање на нацистички клуб. Тоа значи дека бугарската држава спонзорира нацизам и фашизам овде во Македонија. Ма тоа е и Европската унија, тие земаат пари од Европската унија. Така е, по некоја аналогија, Европската унија со сите договори и уцени кои што ни ги наметнува, она дозволува и спонзорира фашизам и нацизам во 21 век. Ама тоа мене не ми е чудно, јас тоа го гледам од 2014 година во Украина. Јас тоа го гледам од 2014 година во Украина со баталјонот Азов, со десниот сектор. И тоа ќе го гледаме како појава низ цела Европа. Види, Ицо, јас нешто говорам. Моментот кога во Германија ќе снема струја, кој ќе снема газ, знаеш кој ќе биде крив? Ќе бидат криви црнците, африканците, мигрантите, сиријците. Нема да бидат нивните политички елити виновни. Затоа што германецот нема, ќе биде крив некој друг. И може пак ќе трнат на кај Русија да бараат простор за живење, животен простор, Lebensraum, како беше на германски, како што барал Хитлер. Пак ќе тргнат и пак истото ќе го видиме. Ама историјата се повторува за тие што не ја научија. Јас само сакав тука да ти помогнам само околу формирањето на Хитлер кога ја формираше 20-та година ова нацистичката партија, национал-социјалистичката партија на Германија. Сите тие беа учесници во Првата светска војна и потоа се вклучија и децата на тие загинати и така натаму и се дојде до тоа. Да, така тоа цветаше и се ширеше по Германија. Еве, само сакав да подкрепам што го кажавте вие дека и овие сега се деца, нивни деца, исто како сега СДС што се деца на продолжена рака на комунистите. Ама еве Исо, јас ќе ти кажам едно нешто. Јас сум внук односно правнук на партизан, на првоборец, на човек кој што избегал од бугарски логор и отишол во партизани и се борел. Потоа ја ослободил Македонија. Мојата прабаба
била во затвор, мојата баба е родена во бугарски затвор. Доена е во бугарски затвор. Јас имам херои по кои што од својата фамилија по кои што се крстени, се наречени улици во Крушево на пример. Јас доаѓам, да, јас сум дете на партизаните, јас се гордеам со тоа. Верувам дека понатаму мојот прадедо бил член на комунистичката партија на Југославија, ама тој сега се превртува во гробот. И има многу такви, да, има. Се превртуваат во гробовите и ние зборуваме за ова од СДСМ кои што отворено поддржуваат нацизам. Или барем не прават ништо. Колаборатори се. Па добро, види молчењето е одобрување, одобруваат. Тоа е без кога се штити тоа со државни институции, еден нацистички клуб како што е Цар Борис III, мислам тоа е нормално дека не треба да се појават тие, не треба да прават нешто, само да ја тргне полицијата, ништо немаше таму да се случи. Па не сум сигурен нисо колку немаше ништо да се случи, ама ќе ти кажам еден интересен момент. Во даден момент народот почна да гаѓа со јајца по клубот и качија горе на терасата. Масовно беше тоа? Како? Масовно беше фрлање на јајца? Доста луѓе гаѓа со јајца, се не можам точна бројка да ти кажам, ама имаше, да, револтот беше голем и полицијата стави 4 жени полицајки да го чуваат клубот со намера, знаеш, да им падне жал на луѓето кои што се доле да не гаѓаат, пошто жени полицајки го чуваат клубот. А тие горе што беа, да. Да, мислам, таква една, не знам како да кажам. Глупост. Едноставно, не само што е глупост, целата ситуација е за неверување. Некој да ми кажал пред 5-6 години дека вакво нешто ќе се случува во Македонија, јас не знам, ќе сум рекол дека е луд. Не можевме, мислам дека никој од нас не можеше да замисли, да претпостави дека вакво нешто ќе се случува во 2022 во Македонија. Ние да се расправаме пак со нацисти. Јас бев шокиран од разговорот кој што го имав со бугарите во Македонија. Да го браниш Хитлер, да кажеш дека бил фин, да го поздравуваш тоа што го правел. Ми вика, убивале партизаните. А убивале партизаните, ама си ги бранеле домовите, не отишле во Софија да убиваат. Так. Или во Берлин. Да ги споредуваш партизаните со СС дивизиите. Да го споредуваш, не знам, Хитлер со Михајло Апостолски, со било кој. Мислам, тоа е Цар Борис, со Ченто да го споредуваш. Мислам, треба да си луд, стварно треба да ти пали нешто во главата, за да и оваа идеологија сега, овој клуб треба да ја шири. Видов еден прилепчанец горе на Балканот. А имаше, ама толку се бе бугари у Македонија. Ете ги, толку колку што имаше на Балканот, толку и гласаа на изборите во Бугарија. Колку гласаа? 170, 80, колку беа? Да. Еве сега Боро ми кажува дека бил и председателот на Ванчо Михајлов клубот од Битола. А овој што некој 30. Оној што чатеше и после се разбуде Българи. Тој. Тој од Кајнас, јас сум од оптичари, тој од Дихово. На димакот му е кебапот. Инаку љубко се вика, да. Не знам што да кажам. Ицо, суштината е дека не чека борба. Као македонски народ. Не чекаат тешки времења, во кој што се познае кој е вистински маж и кој зашто навистина се бори. Не ни требаат политичари салонски, кои што се кријат по канцеларии, кои што треба да дојдат тука и да фрлат и со јајце, и со камен ако треба, и да се бутаат со полиција. Не лош. Па можда и полицијата ќе текне дека треба да го штити својот народ, а не окупаторот. Милош, само еден податок ти кажам, веројатно и ти си сведок, дали ќе го потврдиш или не знам. Во собранијата во светот
особено имам гледано тепачки големи во Јапонија, во најмодерната, најкултурната, најдисциплинирана држава. Се тепаат со стапови на други места. Насекаде тие внатре се го имаат тие тоа право. Нашите кога го предадоа името и уставот, јас ги нареков 100 суртуци, се поклонија на 20 оние борци на Учака. 100 суртуци, 100 беа, 100 наши пратеници беа, 52 со 48. 100. И то, за потврда за ова што го говориш, сега ќе ти кажам едно нешто. Во моментов, во собранието и натаму се отвиваат расправите и треба да се изгласаат нови уставни суди. Сакаш да ти кажам колку успеа пратениците од опозицијата да го влечат изборот на уставни суди? Па зашто не го одоговлекува изгласувањето на францускиот предлог? Не мора ни да се тепаат. Они со расправа, со дебата внатре во собранието, со деловнички методи успеваат да не дозволат сегашниот јавен обвинител Љубомир Јовевски да стане уставен судија. Командантот Форина, се сеќаваш командантот Форина кога читаше поезија во собранието? Читаше поезија, така е. Ама не, сега имаше една пратеничка, се фалеше дека срушила рекорд, 24 часа говорела во собранието за да не се избере уставен судија. Јас ќе речам, сестро, кај беше кога поминуваше францускиот предлог во собранието? Каде бевте кога се менуваше името? Каде бевте кога се воведуваше двојазичност? Кога се гласаше бугарскиот долг? Инспирација, Боро ми дофрла дека немале инспирација. Значи, се врти околу гола власт, гол популизам и нивни лични партиски интереси и пари. Така. Да. Има контрола врз Уставниот суд, све ќе направат. И за да имаат обвинител, и за да имаат закон за јавно обвинителство кој што им одговара, дебати, жалопојки, афери, чуда, све. Ама кога е дојде време да се брани националниот интерес, ве молам, не правете инциденти. Така се повлекуваат. Добро, тука ќе заволат нешто да направат, да спречат, да не се случува више ова. Па, веројатно тоа што го кажувате во правост е комплетно во правост, ги гледаме резултатите, мислам не се зборува напамет, ова не е зборување напамет, да гледаме дека нема резултати од сето ова. Јас тука би го завршил ова ваше јавување за нас македонците во Австралија и се надевам дека достојно ќе го одбележиме или ќе го одбележите 11 октомври, поканете ги во Ваташа или пред споменикот на Ченто во могилата во Прилеп, така натаму. Благодарам Мицо многу за повикот за гостување. Сегогаш ми е чест да говорам за нашите во Австралија, бидејќи едноставно центарот на македонизмот се префрла од Македонија тамо кај вас. Може би тоа е процес кој што мора да се случи. Се надевам еден ден ќе ни го вратите назад во Македонија. Се надевам дека некогаш во некое догледно време ќе се вратат голем број македонци од Австралија и со своето знаење, со својата љубов кон татковината ќе ни помогнат пак да изградиме суверена и слободна држава. Ви благодарам и на вас, поздрав до вашата екипа и се слушаме. Фала, имаш поздрав од целата екипа. Ви благодарам, поздрав и до слушање, до гледање.